И по една недела од стартот на грејната сезона, дел од граѓаните и натаму се жалат дека радиаторите им се студени. Од ДСМ снабдување, одговорноста делумно ја лоцираат и кај самите потрошувачи, иако признаваат дека на одредени локации дефекти има и велат тие се санираат. Појаснуваат дека кај граѓаните каде нема парно грејење, причина се поединечни проблеми во објектите, како неодржувани внатрешни инсталации, неплатени сметки за струја или пак немање пристап до топлинската подстаница на нивните екипи. На веб страницата граѓаните можат да проверат причината зошто во нивниот објект немаат грејење, односно во кој стан или дел од објектот постои проблемот, за да може потрошувачот или куќниот совет навремено да постапи, со цел да се создадат услови за испорака на топлинска енергија. Техничките екипи постојано ги следат пријавите и интервенираат во најкраток можен рок, особено кога се работи за течење во внатрешна инсталација. И додека граѓаните мака мачат со топло-ладни радиатори, од ДСМ велат утре поради повисоките дневни температури парно грејење нема да има. Според прогнозите на синоптичарите, времето во следните неколку дена ќе биде потопло со температури над 20 степен, но веќе од средината на следната недела повторно ќе има пат на температурите и врнежи од дожд. Во следните денови дневната температура ќе биде во интервал од 15 па се до 22 степена. И во Скопската котлина ќе имаме релативно висока температура, сончево време со мала до умерена облачност во текот на денот и дневна температура која очекуваме да биде околу 21 од 22 степен. Од ДСМ посочуваат дека редовното одржување на внатрешните грејни инсталации е обврска на сите корисници и потребните интервенции треба да се завршат навреме и истите да се пријават, а заедниците на сопственици да обезбедат непречен пристап на службените лица до топлинските подстаници и редовно електрично напојување во топлинската станица, односно платени сметки за електрична енергија и функционална електрична инсталација.